Стартува уште еден информативен блок на К1 телевизија, а во него ќе ги проследите најновите информации од регионов Македонија, светот и спортот. По најавите се враќаме веднаш. Останете со нас. 100 парцели за проектот Купи куќа за млади има обезбедена општина Грацко. За подобрување на квалитетот на животот, општина Велес има донесен локален план за лица со инвалидност. Министерството за економија воведе нова мерка за енергетска ефикасност наменета за домаќинствата, односно субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Заинтересираноста за проектите кои нудат можност за изградба и купување домови секојдневно расте. Заинтересирани за проектот Купи куќа за млади има и во помалите општини. Се бара простор повеќе, се менуваат урбанистички планови се со цел да се задоволат потребите на младите, но и да им се овозможи иднина и сопствен дом во своите места на живење. Општина Грацко е една од општините кој подготвува нов урбанистички план за парцелите наменети токму за овој проект. Околу 100 парцели ќе бидат ставени на располагање за сите заинтересирани млади кои ќе сакаат да го решат своето стамбено прашање. Во завршна фаза е изработката на урбанистичкиот план за проектот Купи куќа за млади во општина Грацко. Се поголем е интересот кај младите преку овој проект да дојдат до сопствен дом, вели градоначалникот Чаушевска. Имаме определено површина од околу 5,36 хектари, односно околу 100 плаца со отприлика по 500 метри квадратни, кои што се наменети за проектот Купи куќа за млади. Интерес има, близина имаме на пат, на водовод, канализација, така да многу брзо инфраструктурно ќе се уреди. Очекуваме некаде втората половина на 2017 година да комплетно почнеме со реализација на овој проект. Поради атрактивноста на парцелите и поволностите кои ги нуди проектот Купи куќа за млади, Чаушевска очекува за краток период да бидат распродадени сите парцели. За подобрување на квалитетот на животот, општина Велес има донесен локален план за лица со инвалидност. Оваа година тој документ е ревидиран и има важност до 2020 година. Како дел од него набавени се 2 електромоторни инвалидни колички и хидрауличен елеватор за користење во домашни услови. Вредноста на овие набавки изнесува 300.000 денари. Подобрувањето на квалитетот на живот на лицата со инвалидност продолжува и понатаму. Општина Велес го ревидира локалниот план за лица со инвалидност и истиот важи до 2020 година. За таа цел во 2016 локалната самоуправа набави 2 електромоторни инвалидни колички и 1 хидрауличен елеватор за лицата со церебрална парализа. Вкупната вредност на овие набавки изнесува 300.000 денари. По текот на 2016 година исто така отворивме ресурсен центар за лица со оштетен вид. Во Младинскиот парк заеднички со Центарот за поддршка на Вардарскиот плански регион изградивме летниковец, но поставивме и реквизити за лица со посебни потреби. Токму затоа, на овој начин ќе продолжиме да работиме и во следната, односно во оваа 2017 година. Општина Велес дополнително ќе вложи средства за подобар живот на оваа категорија на наши сограѓани. Четиев истакна дека локалната самоуправа издвои финансиски средства за децата без родителска грижа и за талентираните ученици од семејства во социјален ризик. Советот на општина Велес во понеделник ќе одржи 63-та седница на која се поставени 18 точки на дневен ред. Колешката Валентина Михајловска анализираше на оваа тема.
Советниците во Советот на општина Велес во понеделник ќе одржат 63-та седница на која ќе работат по 18 точки на дневен ред. Првата точка се однесува на предлог решение за престанок на мандат на член на Советот, пошто следи предлог решение за разрешување и избор на член на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања. Советниците ќе расправаат и за предлог одлука за утврдување почетна цена за издавање под закуп на просторија која е дел од објект собственост на општината, како и предлог одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Сопот, општина Велес, за кое нема урбанистички план. На дневен ред се и предлог одлуки за пренамена на површина заради усогласување, за воспоставување и одржување на катастар за животна средина, изменување и дополнување на одлуката, за воведување на ноќно собирање на смет, одржување на јавна чистота. Деветта точка е годишниот извештај за спроведување на програмата за управување со отпад, па следи предлог програма за управување со отпад за 2017 година. Предлог годишен план за вработување во општина Велес за 2017, предлог програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на општина Велес за оваа година, предлог акцијски план за одржлив енергетски развој на општина Велес, предлог програма за работа на локалниот совет за превенција на детско престапништво за 2017, предлог план на ЈКП Дервен за 2017, извештај за работата со финансиски резултати за периодот 1.1.2016 до 30.9.2016 на Парк Спорт Велес, предлог програма за работа и финансиски план на Парк Спорт Велес за 2017, а како последна точка е информацијата за движење на акутните заразни заболувања на подрачјето на општина Велес за период од јуни до декември 2016. Министерството за економија годинава воведува нова мерка за енергетска ефикасност намената за домакинствата, односно субвенционирање за вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Огласот ќе биде објавен во текот на февруари и ќе трае до крајот на август. Вечерва во информативната емисија Отворено заговори државниот секретар во Министерството за економија Анита Димовска. За прв пат оваа година во програмата на Министерството за економија, која што се однесува на енергетиката, предвидовме субвенционирање со цел замена, значи, на старите дотрајани прозорци кои што убаво не се затвараат, па предизвикуваат бегање на онаа топлинска енергија од домовите, со алуминиумски ПВЦ прозорци кои што се енергетски, условно речено, поефикасни од оние стари прозорци. Мерката ќе опфати субвенционирање на трошоците за замена на оние дотрајани прозорци во износ до 50% од вредноста на замената, но не повеќе од 500 евра по домаќинство. И со оваа мерка, значи, очекуваме веќе изминатите денови голем интерес има, се јавуваат граѓани со намера да се информираат како ќе се спроведува и така натаму. Во текот на февруари Министерството за економија ќе објави јавен оглас во кој што ќе бидат детално опишани роковите, критериумите и така натаму. А јавниот оглас ќе биде отворен, условно речено, до крајот на август. Точно 20 милиони денари се определени за оваа намена и значи субвенционирањето ќе се врши на принцип прв дојден, прв услужен до целосно исцрпување на средствата. Очекуваме околу или најмалку 700 домаќинства да бидат поддржани во првава година со оваа мерка. Заинтересираноста за едицијата црните страници на УДБА во издание на Државниот архив на Република Македонија секојдневно расте. Доктор Филип Петровски, директор на Државниот архив на Македонија, вели со документите кои сега се објавуваат, се подигнува свеста кај секој македонец за сопствената историја, но се промовира и она што другите пишувале за нас. Промоцијата на едицијата на црните страници на УДБА ќе продолжи.
Директорот на Државниот архив на Македонија, доктор Филип Петровски, вели дека заинтересираноста за оваа едиција е многу голема. Ова е добра можност, вели тој, да се презентира сопствената историја, но и да внешната желба на македонецот за сопствена држава. Но овие документи покажуваат дека потребата, желбата за своја држава постоела цело време, но таа била сузбивана од оперативците на УДБА по налог на Белград и на Тито. Нашето прашање било затворено и не смеело да се дебатира. Со документите кои сега се објавуваат се подигнува свеста кај секој македонец за сопствената историја, но се промовира и она што другите пишувале за нас, вели Петровски. Мислевме дека лесно ќе го совладаме, дека нема да наидеме на толку многу материјал, но ми се чини дека ќе наидеме на над 10.000 статии во странскиот печат, што исто така кога се анализираат покажуваат дека станува збор за сериозен интерес на светската јавност кон македонското прашање во текот на сите 150 години од почетокот на некаде на преродбата во средината на 19 век и потребата јасна од наша страна за сопствена држава во која што ние ќе уредуваме нашата судбина и иднина. Едицијата Црните страници на УДБА во Велес беше промовирана кон крајот на месец октомври минатата година. Таа содржи 9 тома, 16 книги во кои се содржани 202 досиеа. Истата е испечатена во 300 примероци. Вчера вечер во преполната сала на Домот на културата Иван Мазов Климе, фолклорниот ансамбл Тиквеш го одржа годишниот концерт кој традиционално веќе по 24 пат се одржува секоја година. На сцената заиграа сите поставки на ансамблот, а гости на овогодишниот концерт беа културното уметничко друштво Гердан од Охрид. Амбасадорите на кавадаречката култура и играорците од фолклорниот ансамбл Тиквеш ја продолжија традицијата и годинава веднаш по празниците ја почестија публиката со прекрасен годишен концерт кој се одржа по 24 пат. Традиционално и оваа година во салата при Домот на културата се бараше столче повеќе за да се проследи богат настан од фолклорната ризница. На самиот почеток публиката имаше можност да ја погледне зрелоста и сигурноста на сцената кај оние што веќе имаат корени во фолклорниот ансамбл. На сцената заиграа и останатите поставки на ансамблот. Фолклорниот ансамбл Тиквеш традиционално секоја година прави годишен концерт во јануари месец или крајот на јануари. На овој годишен концерт ќе се представат 4 постави на фолклорниот ансамбл Тиквеш. Значи тоа се најмалата постава, потоа средната, втората постава и првата премиерната постава, оние кои што секаде не представуваат нели низ републиката и во странство. Ќе имаме и гости на концертот. Гости на концертот ни се овој пат културно-уметничкото друштво Гердан од Охрид. Тоа е најстарото културно-уметничко друштво од Охрид. Фолклорниот ансамбл Тиквеш во својот состав брои 150 членови од 7 до 37 години. Учествува на сите поголеми манифестации на домашната сцена и надвор од државата. Еден од позначајните настани кои остави белег во нивното дејствување минатата година е гостувањето во Сицилија, Италија, како единствени представници од Македонија, каде на меѓународен фестивал ја представија богатата македонска култура. Оваа 2017 година фолклористите ќе се представат на фестивали во Црнагора и Бугарија. Како гости на овогодинешниот концерт беа културно-уметничкото друштво Гердан од Охрид, кои се представија со игри од Охридското поднебје. Нашата соработка трае неколку години со фолклорниот ансамбл Тиквеш. Ние сме културно-уметничко друштво Гердан од Охрид. Постоиме од 1968 година, сме едно од најстарите друштва во Охрид. Ќе се представиме со игри од Охридскиот дел, значи со охридски игри, со водарки, со шопска петорка, некоја скратена форма на програм. Присутните уживаа во музиката и фолклорот карактеристични за тиквешијата. Како и секоја година, фолклорниот ансамбл Тиквеш им додели благодарници на сите помагатели, спонзори и оние кои од различни причини за последен пат настапуваат во овој ансамбл. Благодарница им беше доделена и на Ротари клубот од Кавадарци, кој годинава во својата програма има зацртано реновирање на салата на фолклористите во Кавадаречкиот дом на култура, за уште поуспешно представување на македонската култура надвор од границите на нашата земја.
Во седиштето на ДУИ во Мала Речица, Централното председателство во проширен состав со присуство на градоначалници, поранешни пратеници, председатели на ограноци и други видни членови одржува состанок. Како што информираат од партијата, на состанокот треба да се донесе коначен став во врска со формирањето нова влада со ВМРО ДПМН и за други опции. Потпаролот Бујар Османи синоќа изјави дека се разгледуваат сите опции за и против, затоа што ја знаеле важноста на оваа одлука. Ситуацијата е деликатна, а роковите кратки. Следуваат останатите вести од Македонија. Ликот на македонската железница е комплетно променет. Набавени се нови локомотиви, патнички и товарни возови, реконструирани железничките станици, а се градат и нови пруги. Најголемиот инвестициски циклус во железницата го реализира владата предводена од ВМРО ДПМН, кој изнесува 600 милиони евра. За обнова на возниот парк беа вложени 57 милиони евра. Бенефит од реализацијата на овој проект имаат сите граѓани, а набавката на нови патнички возови и вагони се изврши по 40 години. Новите возови не значат и повисоки цени за патување, велат од македонски железници. Државниот завод за статистика објави дека продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар лани во декември останале непроменети на месечно ниво, а се намалени за 0,6% на годишно ниво. Во однос на ноември 2016, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски во групите енергија, капитални производи и нетрејни производи за широка потрошувачка за 0,1%, додека во групите интермедијарни производи, освен енергија и трајни производи за широка потрошувачка се на исто ниво. Во споредба пак со декември 2015, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски во групите интермедијарни производи, освен енергија за 4,8% и нетрејни производи за широка потрошувачка за 0,3%. Околу 40 турски војници кои служат во базите на НАТО на територијата на Германија поднеле барање за азил во оваа земја, пишува весникот Шпигел. Според весникот, повеќето од војниците се високи офицери. Федералната служба за мигранти и бегалци соопшти дека нивните барања ќе бидат разгледани во редовна постапка. Следуваат вестите од светот. Едночасовен телефонски разговор оствариле американскиот председател Доналд Трамп и мексиканскиот председател Енрике Пења Нието, информираат представници од двете земји. Разговорот се случил еден ден откако мексиканскиот лидер ја откажа посетата на Вашингтон, поради изјавата на Трамп дека тој нема зошто да доаѓа во Вашингтон, ако Мексико нема намера да го плати зидот што ќе се гради долж границата на двете земји. Трамп потврди дека американско-мексиканската граница е порозна и дека преку неа пристигнува дрога во САД и најави повторно разгледување на трговските договори со Мексико. Председателот на Мексико Енрике Нието и председателот на САД Доналд Трамп се согласиле да не даваат изјави за јавноста за планот на Трамп за изградбата на пограничниот зид и при тоа да се потрудат да ги решат несогласувањата, соопшти мексиканската влада. Двајцата лидери остварија конструктивен и продуктивен телефонски разговор за билатералните односи, стои во соопштението од кабинетот на мексиканскиот председател. Председателите на САД и Мексико се согласиле дека ќе ги решат несогласувањата за трошоците за изградбата на зидот како дел од севкупната дискусија за сите аспекти на билатералните односи. Слободна и независна Велика Британија е благослов за светот, истакнал Трамп на заедничката пресконференција по завршувањето на состанокот со британскиот премиер Тереза Меј, кој се одржа во Белата куќа. Средбата имаше за цел да ги обнови специјалните односи меѓу двете нации. Трамп нагласи дека како бизнисмен со Европа многу тешко соработувал и дека има многу лошо искуство, додека со Велика Британија непречено соработувал и дека затоа смета од излегувањето на земјата од Европската Унија ќе биде фантастична работа за Велика Британија.
Меј и Трамп порача дека ќе работат на зајакнувањето на американско-британските трговски односи, а британскиот премиер изрази надеж дека во скоро време ќе биде постигнат трговски договор со Вашингтон, со што ќе се намалат ефектите од Брекзитот. За време на заедничката пресконференција во Белата куќа Меј рече дека од името на кралицата го поканила Трамп во посета на Лондон оваа година, објави Guardian. Меѓу другото, британскиот премиер нагласи дека Трамп за време на разговорот со неа изразил 100% поддршка за НАТО. Тие се осврнале и на санкциите против Русија, при што Трамп потенцирал утие прерано да се зборува за можноста за укинување на санкциите, додека Меј оценила дека истите треба да останат во сила, се додека не се испочитува Минскиот договор. Според најновите сателитски снимки, Северна Кореја го рестартирала нуклеарниот реактор во Јонбон, соопшти денеска истражувачката група 38 Север со седиште во САД, јави ДПА. На снимките од 22 јануари се гледа водена пареја како излегува од системот за ладење на реакторот, што покажува дека објектот најверојатно е во употреба. Реакторот со капацитет од 5 мегавати се користи за производство на плутониум за програмата за развивање нуклеарно оружје на Северна Кореја. Тензиите во регионот се зајакнаа минатата година откако Северна Кореја изврши 2 нуклеарни проби и истрела на 20 балистички ракети. Јужнокорејски медиуми, повикувајќи се на воени извори, минатата недела соопштија дека Пјонгјанг можеби се подготвува за истрелување на 2 интерконтинентални балистички ракети. Викендот кој што е пред нас ќе биде потопол во однос на деновите од работната недела кои се речиси зад нас. Настанува збор за сосема мало затоплување, со тоа што максималната температура денеска во главно ќе има вредности од околу 0 до 3, односно околу 5 степени во југоисточниот крај, а утре ќе биде за околу 1 степен пониска вредноста на температурата во однос на денеска. Да ги погледнеме деталите. Ви благодарам за вниманието. Мене ми останува да ви посакам доколку имате можност да уживате во убавото време, што ќе го имаме викендов, со препорака да се упатите кон некој од зимските центри низ зимјава. А тие што ќе останете дома, следете ја програмата на К1. Од мене пријатно.